Православните христијани денеска ја одбележуваат задушница во знак на секавање на починатите. Од вчера поплодне, а и од денес наутро, голем број на граѓани ги посетија градските гробишта каде ја одадоа почит кон блиските починати. Свештениците советуваат што треба да се носи. Потребно е секој христијанин да повика свештеник да носи со себе варена пченица, вино и свеќи, да повика свештеник да се помоли за покој на душите, бидејќи веќе наредниот ден утре недела е слегувањето на Светиот Дух врз апостолите. Ова црквата го уредила бидејќи пред Бога и оние што се упокоени не се мртви, но се преселени од овој во свет, во вечноста, во другиот свет, каде што еден ден сите заедно и ќе се сретнеме. Сите се едногласни во една работа. Премногу храна создава грда слика врз вечните почивалишта на најмилите. Остават на гробо и кучињата лечат и тоа. И сликата не е добра. Не е слика. Не е убавото. Непријатна слика. Па непријатна слика и не е убаво. Само да се собират кучиња, мачиња. Не треба да се остава, не. Затоа што животни доваѓат после. Разнесуваат ја насекаде и извалкат се гроб. Утре е весел празник, според Светото писмо. Педесетница, односно слигувањето на Светиот Дух, духовден или пак роден ден на црквата. Овој ден се смети роден ден на црквата, бидејќи се исполни полнотата од Христовото раѓање, крштение, неговото проповедање, преображението на гората, потоа неговото страдање и распнување, крсната смрт, воскресението, вознесението на небесата и ете слегувањето на Светиот Дух врз апостолите. Овој настан представува исполнување на старозаветните месијански пророштва, а црквата ги бројува меѓу 12 големи празници, со кои сушност се заокружува процесот на воспоставувањето на црковниот поредок.